Се почитува ли во Македонија едно од фундаменталните човекови права како што е правото до пристап на информации од јавен карактер? На оваа тема денеска во студиото на Нова се Данче Даниловска од Фондот за отворено општество, кој долги години работи на темава, истражувајќи колку овој закон се почитува, и Сабина Факич од Центарот за граѓански комуникации, кој ги следи често, односно со мандат да ги следи јавните набавки. Сакам да почнам овој разговор, да го почнам со еден пример кој мене лично ме фасцинираше во Словенија. Еден колега новинар кој ги освои сите можни истражувачки награди по Европа, објави 2 тома книга за тоа како Словенија го кршела ембаргото за увоз на оружје во Босна за време на војните во поранешна Југославија. И сите материјали, се што е напишано во тие 2 тома книги е добиено врз база на Законот за пристап до информации од јавен карактер. Можно ли е јас како новинар, го сакам, да добијам информации за тоа како се кршело ембаргото за извоз на нафта во Србија во раните 90-ти години? Значи, теоретски, да, можно е, бидејќи законот е добар и утврдува еден тест за штетност, кој што имателот на информација, кој што е креирала, при тоа утврдил дека е таа класифицирана заштитена информација ради некои економски причини или какви да се, може да направат тест за штетност, односно мораат и да оценат дали јавниот интерес ќе преовлада со објавувањето или пак ќе преовлада. Каков е тој тест за штетност? Има методологија со конкретни критериуми што е прави штета, што само како термин како што ви го кажувам, меѓутоа не постои процедура. Ние тоа долги години го бараме и од комисијата и од предлагачот на законот да утврдат, макар со подзаконски акт, да се провери како институциите ќе ценат дали е јавниот интерес поголем или е поголема безбедноста на информацијата повеќе. Од искуството кое вие го имате следејќи го спроведувањето на Законот за пристап до информации од јавен карактер, можам или не можам да ги добијам овие информации? На што ќе најдам ако ги барам? Ако да речеме во некоја, да. Од државата нема да ги добиете, тврдам дека нема да ги добиете. Ќе добијам дека се е тајна за ќе добиете решение со кое што ќе ви го одбијат пристапот дека тоа е класифицирана информација. Зошто го велнува? Затоа што 7 години наназад, од кога се применува законот, нема предмет во кој што класифицирана информација ја отвориле институциите и ја дале на барателот. Значи нема тест за штетност во кој што преовладал јавниот интерес. Институциите кај нас со право можам да кажам дека се затворени. Последна присуда која што добивме ние минатата недела во фондацијата, која што е предмет од 2009 година, се однесува на дневните редови на владата. Значи од 2009, 2010 и пола од 2011 бараме дневни редови за седмици на влада. И тоа во години во кои што владава имаше и отворени, на телевизија сме ги гледале, добивме присуда и од Виш управен суд со кој што ни вели дневните редови се класифицирани со степен интерно. Со кое образложение? Образложението е дека е степенот на класификација интерно. И тоа може да нанесе штета? Да, и тоа пазете дефиницијата за интерна класификација според Законот за класифицирање, дека степен на интерно добива информација која што штети на јавната безбедност. Еви и баш ке ви ја прочитам бидејќи делува смешно. Вели јавна безбедност, одбрана, надворешни работи, разузнавачки активности на органи на државна управа. Значи, што од ова штитат дневни редови? Еве дел барем да ни дале за отворените седници на влада. Не, иако треба дури на секои 2 години овој степенот на интерно да го проверуваат, значи 9 до 11 па 13, ние во 14 примаме присуда која што било. А што вели законот во врска со таква информација? Законот дека имате право да добиете. Обврска и овој имателов сега владава во конкретен случај, има обврска да види дали ќе преовлада јавниот интерес. Значи тие процениле дека не преовладува јавниот интерес, дури управниот суд вели ќе наштети бидејќи нема да разберете од точките, може да им наштети на работата, нема да разбереме ние од точките на дневниот ред што работеле, бидејќи немало образложение, тоа стои во пресудата. Јас тоа освен дека сакаат да не одбијат, другачи не можам да го протолкувам бидејќи не сваќам како ќе го злоупотребам дневниот ред. Сабина Факич, вашиот центар работи, реков, со јавните набавки, следите како се трошат јавните пари. Дали Законот за пристап до информации од јавен карактер обезбедува да се дојде до она што се јавни исто така набавки, односно како се трошат парите? Дали е ова јавен интерес? Морам да кажам дека главниот инструмент преку кој ние ги обезбедуваме податоците за да изработиме анализата во сферата на јавните набавки кои издаваме на квартално ниво, се базира на примена на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Морам да кажам дека 80 до 90% од барањата кои ги доставуваме на вистина институциите не одговараат, бидејќи оној електронски систем за јавни набавки ги содржи податоците за огласите и известувања нели со кого е склучен договорот, меѓутоа ние за да ги изработиме анализите на нас не
требаат документи за она што се случувало помеѓу. Ние присуствуваме. Или она што се вика детали. Нас ни треба извештајот од спроведената јавна набавка во која ќе видиме на пример нели дали фирмите кои учествувале на тој тендер навистина ги исполниле условите, што било оценето од страна на комисијата за јавни набавки, како е спроведена електронската аукција за да видиме навистина дали дошло до реализација на таа електронска аукција и се случило реално намалување на цените. Понатаму до декември 2013 дури тендерските документации кај голем дел од институциите, особено на централно ниво, не беа јавно објавувани, значи преку законот и тендерските документации. Сакам да те прашам, Сабина, што значи, што можеме да добиеме? Еве, честа тема во јавноста се овие анекс договори, за кои постои сомнеш дека зад нив се кријат можеби некакви коруптивни сделки. Значи, јавноста има информацијата дека за дополнителни работи на известен објект се трошат X пари со анекс договорот. Она што е прашање кое претпоставувам интересира јавноста, зашто се трошат тие дополнителни пари кои се обезбедуваат со анекс договорот? Дали вие како односно како барателна информација добивате само сума за која се потрошени парите или образложение зошто таков анекс договор се случува? Јас морам да направам разлика дека ние 40 тендери кои ги следиме, станува збор за тендери кои се огласени нашиот почеток, да речеме, на нивно следење, присуството на јавно отварање. Значи, ние анексите не ни можеме да ги следиме еднакво како било кој од јавноста, ние анексите ги гледаме кога ќе стигне, нели, известувањето до електронскиот систем, се склучи. Известен објект е направен анекс договор и се потрошени толку и толку пари. Факт е дека, да речеме, ние секој квартал и на годишно ниво, и сега, еве, годишно во текот на 2013 година произлегува дека 80 милиони евра ќе бидат склучени преку оваа постапка преговарање без објавување на оглас, од кои четвртина, да речеме, се токму анекс на договорите. Факт е дека е спорно што без детални образложенија се склучуваат овие анекси на договори, но ние не сме, да бидам искрена, нашата методологија и нашето следење не отишло до таму да бараме некои подетални образложенија за ваквите анекси на договори, но под притисок на постојаното објавување, нели, на оваа висока бројка и алармирање на јавност, особено медиумите, нели, во секој наш извештај тоа некако им доаѓа како најатрактивно за објавување, со последните измени на законот за јавни набавки сега, за да може да склучат анекс во градежните работи, зборам само, ќе мора да од едно специјално тело што ќе се формира во Бирото за јавни набавки мора да бараат, нели, да речам, дозвола за да може да го склучат анексот, што значи дека дури и институциите веќе со ова законско решение признаваат дека до сега навистина се случувале очигледно некакви злоупотреби, веќе и тие не можат да го бранат, да речеме, овој тренд на постојано посегнување, на зголемување на вредноста на објектите со ова склучување на анекси. Дали сте направили таков тест со имателите на информации да добијате информација од овој тип, односно образложение зошто се троши X сума на пари, или на пример зошто театарот достигна дупло поголема цена преку анекс договори кои отидоа во договори во 4 очи, а не знаеме до ден денеска зошто се трошиат дополнителни пари. Ние работиме долго време на законов со тоа што поднесуваме барања, конкретно за овие набавки последниве не сме поднале, бидејќи пред 2 или 3 години кога пробавме да го следиме првите нарачки за промоцијата на Македонија со Инвест Македонија и слично, добивавме одбивања, бидејќи не се завршени кампањите и не ги процениле се уште ефектите од набавката. Значи, тоа е спротивно на законов за пристап до информации. Спротивно е да не ви ги даваат на вас како новинари или на било кој барател анексите на договорите за кои што се потрошени државни пари. Затоа што целото трошење на буџетот, така и најпросто ние на обуки пробуваме да го објасниме законов и правото дека целото трошење на државниот буџет е подлежно под закон за слободен пристап до информација од јавен карактер. Значи, може ако штитат некои си деловни економски интереси за монетарна, фискална политика, например, како што постојат исклучоци, и за тоа има решение во законот. Се вели имате право на делумен пристап. Значи, ќе го маркираат со црно, ќе го избришат делот што е некако тајна, меѓутоа другото, формата вие како новинар можете и како граѓанин да ја барате и имате право да ја добиете. Но институциите не ја даваат. Дополнителен проблем е поврзано со првото прашање, тоа што нашата второстепена комисија, оваа надлежнава за да одлучува по жалби, нема мандат да декласифицира. Значи, она само ви констатира и да ви рече дека е класифицирано заради XY причини од законот, таа само ќе дојде и ќе констатира
бидејќи поседува безбедносен сертификат и ќе рече да со степен тој и тој е класифицирано. И нема мандат да рече но треба да се декласифицира, како што е случајот во Словенија. Во Словенија затоа новинарот стигнал до документите затоа што комесарката со сите нејзини капацитети и сваќање на правото до пристап, таа кога ги видела класифицираните рекла зошто, што се штити овдека, јавниот интерес е поголем, ги декласифицира, дава решение позитивно и новинарот дошол до информациите. Инаку ако се чекало и тамо на првостепениот кој што ги заштитува, не верувам дека ќе новинарот во првиот наврат бил одбиен, да. Да, јас се сакав ова да дополнам околу проектот Скопје 2014, бидејќи нели рековте анексите не се таму само проблематични анексите во смисла дека на овој драстичен раст на вредноста на голем дел од објектите не се случуваше преку анексите, бидејќи во најголем дел кај нив е запазено дека на некој од договорите, да речеме, може на секој поединечен договор максимум анексот изнесува до 30% од вредноста на основниот договор. Ако вие сте склучиле договор во вредност од 10 милиони евра, само значи за 3 милиони евра максимум може да зголемите. Тоа е во најголем дел запазено, значи проблемот е таму што многу беа сецкани договорите, значи така. И до денеска не знаеме зошто. Нели се склучува основен договор, да речеме, за градба, па потоа се склучува договор за ситни градежни занечиски работи, па потоа се склучува трет договор за интериерно уредување. И стигнавме на зголемување на цената речиси 100%. На тој начин не е тука проблемот само дека најголем дел од нив се склучувале со анексите. Самина, како барател на информации, познат барател на информации, можеш да ни кажеш позитивен и негативен пример на тоа да се изненадила позитивно или негативно при барање на информации во одговорот што ти го даваат институциите? На некоја информација која си мислела ова може и нема да го добием, да добиеш, да речем. И обратно, да бараш банална информација да не ја добиеш. Па еве, например, ние кога почнавме да го правиме индексот на рационалност, во кој, например, на институциите им бараме поединечната цена која платиле, да речеме, за индустријска сол, за набавка на хартија, за набавка на компјутери, за најразлични, значи, производи и услуги. Факт е дека не очекувавме толкав одзив од институциите, сега да не ме чујат, па нели да рече таа, значи сме биле многу фини. Меѓутоа, еве, дури и за една таква сензибилна цена во која, значи, секој од нив оди со името на институцијата и се знае кој колку платил за одреден производ или услуга, значи најголем дел од институциите ни одговараат. Факт е, и јас тоа сакам да кажам, дека проблемот со примената на Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер е во тоа што, за жал, институциите кога сметаат дека некоја информација и незиното обелоденување ќе нанесе поголема штета, ги ја прикрива информацијата, а ние немаме институција која е компетентна и силна тоа да го спречи, тоа е факт. Сте добили ли информација преку која на база на која ви возможила да откриете аномалија во системот? Па ја мислам дека постојано ние низ нашите, да речем, низ нашите анализи откриваме сериозни аномалии, да речем, во системот, така што не знам која би била, да кажам, поголема аномалија од тоа што кај нас е или сомнеш за коруптивна сделка во па еве, например, ќе тргнам од тоа дека индексот на рационалност во кој, например, се гледа дека една институција платила, да речеме, 3 до 4 пати поскапо еден ист производ или услуга во однос на некоја друга. Јас сега не ги носам примероците за да ви дадам. А го добивате ли образложението во тие ситуации, како што го зборувате? Зошто платила? Зошто таква одлука е донесена да се плати за одреден производ 3-4 пати поголема ги бараме и ги анализираме за како дошло да се постигне таа цена. Па во најголем дел произлегува всушност дека биле користени големи високи критериуми за да се ограничи конкуренцијата. Понатаму не дошло до електронска аукција или слично, значи ние ги анализираме причините, меѓутоа сепак она што е, да речеме, разочарувачки е што факт е дека во тие големи разлики од цените може би се кријат некакви коруптивни мотиви или најмалку укажуваат на слабости во системот, дека значи системот не е идеален, не значи дека вие ако објавите оглас за тендер, дека се што помеѓу ќе правите од објавувањето на огласот до склучувањето на договорот, дека сето тоа протекува идеално. Очигледно се случува нешто помеѓу, штом се јавуваат вакви разлики во цените и досега немало реакции од надлежните институции, да речеме, некој да земе, да се обиде, да докаже, да испита, како што е Државната комисија за корупција, Бирото за јавни набавки, да отиде чекор подалеку и барајќи, нели, изјави од тие луѓе кои ги склучувале договорите да се докаже корупција. Обратно, не ми кажете пример кој ви изненадил негативно. Примери кои не изненадија негативно, па ќе кажам дека проектот, сознанијата до кои дојдовме во проектот за промовирање на правото за пристап до информација од јавен карактер со новинарите,
наспроти да речеме на фактот дека кај нас велам дека од 80 до 90% од барањата кои ги доставуваме добиваме одговори, овој процент кај барањата кои беа доставени во тестирањето на институциите од страна на новинарите беше дури ни 40%, што за жал покажа дека институциите кога ќе видат дека добиваат барање од некој новинар или од одреден медиум, дека всушност се одлучуваат да ги прикријат информациите, стравувајќи што потоа новинарот ќе прави со таа информација и дека таа нели ќе стигне до поширокиот дел од јавноста и може да им нанесе штета, што секако е нели недозволиво. Данче, што вели вашето истражување, до сега зборуваме за институциите и како тие го спроведуваат овој закон, што е со граѓаните, бидејќи ако го нема нивниот интерес, законот е безпредметен. Колку граѓаните се свесни дека имаат право да знаат и да добијат информација како се трошат нивните пари? Значи 2009 кога почнуваше законот да добива на поголема имплементација од страна на невладините организации како корисници, бидејќи ние ги едуциравме, фондацијата многу ги едуцираше и ги тераше невладините да ги користат како алатка за да дојдат до информација од институциите. Направивме едно истражување перцепција на граѓаните и тоа ни покажа дека 60% не знаат дека има воопшто право, дека имаат право на пристап до информации. Минатата година во декември го повторивме, за да видиме кој е исчекорот што го направила државата, затоа што уште тогаш препорачавме дека е потребно во оваа експанзија на кампањи која што на дневна основа ја добивате, дека баш граѓаните бараат кампања, односно бараат информативен карактер за ова право за да дојдат до информации. Нема таква кампања и 2013 резултатите се дека 52% од граѓаните повторно не знаат дека има закон, не знаат дека имаат право и не го ни користат. Тоа е нотирано и во извештајот на комисијава кој што го испраќаат до собранието, значи запознаени се властите во државава, дека самите граѓани не го користат законот, односно многу мал процент, некаде 15% од вкупниот број на барање на државно ниво се од граѓаните. Грото, големиот дел се од невладините организации и сме прибележени во тој извештај дека фондацијата за крај околу кампањите која ги спомнавте што се тема во јавноста 2-3 години наназад, колку и како троши владата на тие реклами кои ги прави, кој има ли за тоа некаков одговор? Медиумите не успеавме да добиеме. Не ги даваат ни нас и мене тоа не ме чуди затоа што најголемиот проблем на овој закон е молчењето, односно игнорантското, сами себе. Агенциите со кој образложение? Нема образложение затоа што не даваат информацијата колку кошта, како се дистрибуираат. Класифицирано е и немаат никакво по-детално образложение. Само стои дека класифицирано. Да, и го одбива со член 6 од законот дека е тоа класифицирано. Без образложение зошто е? Без. Образложението е тоа. Тестот покажал дека јавниот интерес не надвладел. Толку. Значи вие немате детално образложение што ќе се повреди. Ние вложуваме жалби и ви велам дека тие се негативни. Ако е класифицирана, јас веќе немам надеж дека некој ќе ја отвори таа информација, ако не се случила на прв степен. Имавме верба додека постоеше Врховниот суд како највисок, пред да се го оформат вишиот, затоа што добивме на позитивна пресуда за статистиката на тоа колку истражни мерки спровела МВР во 9-та или 10-та беше барањето. Тогаш Врховен суд рече, донесе позитивна пресуда и рече статистика не може да биде класифицирана, значи нека провери имателот зошто би класифицирал статистика, не ти барам јас да ми кажеш имињата или во предметите на каде што се употребени специјалните истражни мерки. И џаве ни беше и позитивната пресуда од Врховен суд, повторно кога се врати предметот, значи тој ние стратешки го водевме со години, повторно МВР не одби со степен класифицирано и не ги добивме. Значи бројка не можеме да добиеме статистика ако на прв степен ве одбијат и ви кажат класифицирано. Она што сакав да дополнам, Центарот за граѓански комуникации стварно добива позитивно е што добиваат одговори на барањата. Ние како фондација наблюдуваме на повеќе сегменти, дури илустрацијата ја наблюдувавме преку Законот за слободен пристап и можам да ви кажам дека ние се соочуваме со процент на одбиени барања, голем број, затоа што се посензитивни, ако може така да ги кажам, и затоа на државно ниво од жалбите 70% се заради молчење на институциите. Или ве одбиваат или не ви ги даваат. Уште ова Сабина, има ли разлики во квалитетот на давање на информации и во да речеме ефикасноста во одговорот меѓу институциите различни министри? Има, јас некои кои се да речеме по Еве јас ќе бидам искрена, секогаш се смета дека нели локалните институции имаат мали капацитети и стално тие нели ги критикуваме во смисла на тоа колку се респонзивни и кон јавноста и кон медиумите па и невладиниот сектор. Јас морам да кажам дека ние имаме исклучително
подобар, да речеме, однос и локалните подобра институции, комуникација со локалните институции, затоа што за жал произлегува дека колку што институцијата е поголема и оние кои се помотна, под општината, општините, локалната и самите општини, да речем, во каде ја гледам разликата. Рековме дека голем дел од нив ни доставуваат, меѓутоа општините се тие кои ви доставуваат дури и цели досиеа, да кажем, од јавни набавки. Добивате ли совет, ако сакате да барате како се набавува известна, не знам, било што во УБК? Да. Баравме од УБК и тоа беше за мислам дека беше за клима уреди или нешто, некој сличен производ, да кажеме, што апсолутно не треба да биде нели класифицирана информација. Баравме за цена за да ги вклучиме во индекс и тие се повикаа дека тоа институција чии информации се класифицирани, што секако не треба да биде, бидејќи станува збор за трошењето на јавни пари. Може да бидат класифицирани информации за нивните истраги кои се водат или нешто што нели оперативно се случува, но не и за трошењето на парите. Данче Сабина, ви благодарам што сте гости во студиото на Нова.